токму така, именно да напоменаме на самиот почеток дека денеска се одбележува меѓународниот ден на ромите, 8 април, и именно овој ден се одбележува во светски рамки преку многобројни настани и манифестации, па така и во нашата земја. Еден од настаните кој што ќе се одржи по повод овој ден ќе се одржи во текот на утрешниот ден во Музеот на современа уметност во Скопје, каде што ќе биде промовирана едицијата на 4 сликовници на ромски и македонски јазик. Станува збор за едицијата насловена Авантурите на лавот Лео. Автор на оваа едиција, односно на самите сликовници, е мојата денешна гостинка Џемилијана, која што воедно е и председател на Ромскиот културен и медија центар Бариканипе од Скопје, но воедно исто така и автор, како што напоменав, на оваа едиција. Верувам дека ќе слушнеме многу повеќе детални информации во однос на овој настан. Да ја посакаме добро утро. Добро утро. На самиот почеток ќе прашам со оглед на тоа дека станува збор за едиција на 4 вакви сликовници. Преку самата промоција, колку всушност е важна и промоцијата и зачувувањето на ромскиот јазик? Баш така, затоа и Ромскиот културен и медија центар Бариканипе веќе 10 години работи на издаваштво на ромски и на македонски јазик. До сега имаме печатено повеќе од 20 книги, имаме доста значајни истражувања, имаме и детски книги, првиот детски роман на ромски јазик, Волшебната шнола на Севрија Демирова Абдулова, исто така и нејзино продолжение Авантурите на Малиса. Со тие две книги преку интерактивност и интересност на имагинација им даваме на дечињата некој си измислен свет на кој што може да ги научат повеќе ромските обичаи, традицијата, културата, историјата, но исто така и најважните ивенти, настани што се има случувано во светот. Затоа и потек и нормална инспирација ми беа детските книги, романот. Затоа и оваа година, за 8 април, решивме акцентот да го дадеме на детската литература, па и оттаму има потекнато детските сликовници, бидејќи детската ромска литература премалце ја има и многу е значајно за нашите едни генерации да имаат четиво, да имаат некоја си сликовница едукативна што ќе може да ја прочитат на својот мајчин јазик, исто така и на македонски превод. Додека ве прашувам, може да ги покажеме самите сликовници во однос на настанот кој што го напоменавме, каде што ќе биде промовирана ова едиција, исто така ќе бидат доделени награди на неколку жени ромки. Ќе бидат доделени, верувам, поради самото тоа што направиле напредок во општеството. Може ли подетално да ни објасните околу ова? Настанот ни е поделен на два дела. Првиот дел е промоцијата на сликовниците и вториот дел е доделување на 5 медали за заслуга за жени ромки кои што имаат оставено премногу за ромскиот активизам. Тоа се 5 жени кои што се основоположнички на ромскиот сектор, на ромскиот невладин сектор, на ромскиот женски феминизам, и да не беа тие 5 личности кои што премногу ни значат, ние денес немаше да бидеме тука. Затоа и ни се многу значајни. Уште во самата најава напоменав дека сте председател на Сдруженијето Бариканипе. Постои околу 10 на години. Какви се промени направило ова здружение во општеството и на какви се проекти сте работеле досега? Како што кажав пред малку, нашата мисија и визија ни е баш оставањето и проширувањето на ромскиот јазик, култура, негување на нашиот идентитет романипе, како што го нарекуваме. Колку повеќе книги издаваме, толку повеќе го прошируваме нашето богатство и оставаме пат за идните генерации да го продолжат нашиот пат и да творат се повеќе на својот мајчин јазик. Пред самиот крај, која е вашата порака по повод меѓународниот ден на ромите до нашите гледачи? Мојата порака е да бидеме видливи не само на 8 април, туку и другите денови, бидејќи имаме богата историја, култура, традиција и сите можат да дојдат на наши настани и се повеќе да бидат вклучени со нас како еднаков дел од општеството. Ви благодарам многу за одвоеното време и што достојно го одбележавме меѓународниот ден на ромите. Ви благодарам и на вас.